Ден на кој светот го одбележува меѓународниот ден на жената. Ден на кој не треба само да празнуваме за она што досега како право го обезбедиле жените, туку и да се потсетиме дека се уште во глобални рамки постои нееднаквост. Дека женските права се човекови права и дека треба да обезбедиме свет во кој секоја жена може да ги оствари своите права. Во Скопје се одржа марш, Габриела Лескова известува. Габриела, кои се пораките од маршот? Денеска во Скопје се одржа протестен марш под мотото "Нека јадат ружје". Започна во 13 часот пред Универзална сала преку влада за демонстрантите да стигнат до Жена паркот каде што ги испратија главните пораки. Што ќе ни се ружи кога немаме залеп. Наспроти секој 10 вработени мажи има само 7 вработени жени. Беа главните пораки кои што беа испратени денеска од страна на организаторите на овој марш. Им порачаа на жените денеска дома да ги бойкотираат домашните обврски, меѓутоа исто така ги повикаа и да ги бойкотираат трговските центри, како и маркетите. Во продолжение да проследиме дел од пораките и атмосферата од денешниот протестен марш. Овој 8 март време е да му се спротиставиме на силеџиството на овој систем и да ги сопреме неговите запчаници барем на еден ден. Така е! Така е! Затоа ве повикавме на женски бойкот на големите маркети, ланци и трговски центри и бойкот на сите домашни обврски. Наместо да ни подаруваат ружи, мажите нека го споделат товарот на нашиот домашен труд. Сакаме отворен и еднаков пристап до образование и кариерни можности без репродуцирање на штетни родови стереотипи и предрасуди. Нема да дозволиме бришање на родовата еднаквост од нашето образование. Поголем баланс помеѓу професионалниот и правниот живот за поголема достапност на јавни услуги за рана грижа и образование и можноста за споделено родителско отсуство. 8 март стана ден за во кафејана по поволни цени со одобрение од сопругот, од работодавачот, од семејството. Наместо ден на отпор ни го претворија во ден на сервилност. Ова не е нашата борба, ова е нивната победа. Ден кога наместо марш ни сервираат мизерен празник, за да не го поставиме најважното прашање. Која жена нема да се врати дома вечерва? Феминистичкиот дискурс е во пирајот, во тревата што ја газат, но не можат да ја уништат, во велика која и без јон го носеше семејството нагрб. Габриела, што велат бројките за тоа колку мажите и жените се еднакви во општеството и особено во политиката, каде што и се креираат одлуките за тоа како во иднина ќе изгледа еднаквоста помеѓу мажите и жените? Македонија дефинитивно не може да се пофали со родова еднаквост, особено во политичкиот свет. Например, имаме 2 градоначалнички наспроти 79 градоначалници, имаме 3 министерки моментално во влада наспроти сите останати министри. Значаен напредок е направен претходната година кога Македонија ја избра првата жена председателка. Од нејзиното постоење ваквиот напредок дека имаме напредок во однос на тоа избрана прва жена председателка го нотира и извештајот на Европската унија и години уназад се бележи одреден напредок, меѓутоа од Европското семејство велат дека ќе ни треба половина век за да имаме воспоставена родова еднаквост во македонскиот политички свет. Габриела Лескова, ти благодарам.